Бифтеци, печења, калифорниски пастрмки пропратени со високо квалитетни вина на сметка на министерски потпис. Бојан Маричик како министер за правда квалитетно одбирал што ќе јаде. За една година во кафејана потрошил околу 5000 евра, објави порталот А1. Службената картичка на терминалите во познати скопски локали ја поминувал и до 3 пати месечно, а од службените ручеци 7 биле заради работни состаноци и се платило 85.000 денари или околу 1300 евра, а според објавата, Маричик и неговите гости се големи љубители на кафе. На месечно ниво за кафе се потрошиле 43.190 денари. Ако очекувате дека секој функционер од джеп ќе плаќа 50 кафиња дневно на гости кои што му не плаќам и јас кога одам надвор од работа, меѓутоа службено во која институција да отидете, колку кафиња пиете одено? Сите делегации и гости што доаѓале во Министерството за правда, пиеле кафе и вода од тоа бифе. Народната најуспешните сделки се склучуваат во кафејана, изгледа е вистина судејќи по реакцијата која Маричик ја испрати до порталот. Тој тврди дека со 5000 евра кои ги потрошил во кафејана на службени средби, успеал да обезбеди успешен попис и дури да обезбеди странска помош од 12 милиони евра за дигитализација на судство. За време на средбите за кои биле потрошени 857,5 денари дневно или 313.603 денари годишно, ја информирам јавноста дека во текот на 2021 година преку работни состаноци успеав да обезбедам 12 милиони евра странска донаторска помош за реформи во правосудниот систем, поточно за дигитализација на судовите, која веќе успешно се реализира. Исто така, за време на работната агенда како министер во 2021 година под моја координација, а секако во реализација на Државниот завод за статистика, после 20 години беше реализиран успешен попис во нашата држава. Не дека здисувањето на власта е новина за народот. Пред 6 месеци новиот премиер си ја поднови кујната во владата со златен прибор. Една чинија во владата чини 88 евра, а еден нож 10 евра. За квалитетна храна, владата се погрежи во јануари, кога одлучи да потроши 7658 евра на првокласни лешници, индиски ореви и фстаци, веројатно по досегашните примери на институциите. Во време на пандемија и економска криза, Радмила Шекеринска како прв човек на Министерството за одбрана набави апетисани во вредност од 900.000 денари. Не само што се хранат квалитетно, владините функционери преферираат и да се возат во најнови возила. Антикорупцијска објави дека за 3 години државата за автомобили за лизинг потрошила 1.756.000 евра, а податоците од Центарот за граѓански комуникации говорат дека за 3 години се потрошени над 5 милиони евра за лизинг на автомобили. Како што од 2013 до ден денес не слушнавме зошто не уверуваат дека лизингот е поисплатлива варијанта, така освен пораки да се троши рационално, никогаш не видовме некој да понесе одговорност и навистина да почне да штеди.